Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Нови сообраќајни знаци и придружна опрема ќе се поставува на улиците во градот и населените места. Дел од знаците ќе се постават на местата на оние кои се оштетени, а дел од сигнализацијата ќе се постави на места каде го наметнале потребите и условите во сообраќајот. По направените увиди на терен, што само иницијативно и по доставените барања од граѓаните ги направиле службите во локалната самоуправа на Кочани, констатирано е дека дел од сообраќајните знаци се оштетени и неопходна е целосна замена, а на одделни места потребно е поставување и на нова сообраќајна сигнализација и опрема, поради тоа што ова го наметнуваат условите на сообраќајниците. Затоа е започната и постапка за јавна набавка на 50 нови сообраќајни знаци, 15 столбови и држачи за нив, како и 2 сверни огледала со придружната опрема. Главно, знаците се однесуваат на ограничување на брзината на движење на возилата и за обележување на така наречените легнати полицајци, кои и најчесто се мета на вандалско оштетување или кражба. За набавката на сообраќајната сигнализација и опремата, од општинскиот буџет на Кочани ќе се потрошат близу 1.600.000 денари. Контролите на службите во локалната самоуправа покажале оти знаците се оштетени, украдени, а некои дури искорнати со столпчињата на кои се поставени. Освен тоа, недостасуваат и сообраќајни обележја на повеќе сообраќајници во дел од новите населби во градот. Појавата за уништување и крадење на сообраќајната сигнализација не е нова. Од направениот попис на терен на почетокот на годината беше констатирано дека околу 100 сообраќајни знаци на територијата на цела општина Кочани се оштетени или украдени. При тоа оштетувањата не се однесуваат само на знаците, туку и на држачите на кои се поставени. Тендерот за набавка на новите сообраќајни знаци е во тек, а крајниот рок за пријавување на фирмите добавувачи е до 3 јули. Потоа се очекува во период од 2 месеци на сите места каде знаците се уништени или недостасуваат да бидат поставени нови. Од општина Кочани истовремено упатија и повик до граѓаните доколку забележат оштетување на сообраќајната сигнализација и на другата урбана опрема, тоа да го пријават кај надлежните служби и органи. До крајот на јуни заинтересираните земјоделци ќе можат да се пријавуваат за проектот за консолидација на земјоделското земјиште, што го реализира ресорното министерство. Проектот ќе се реализира во 12 региони во државата, меѓу кои и Кочанскиот, а од досегашните анализи имало голем интерес за окрупнување на парцелите. Сите заинтересирани земјоделци од Кочанскиот регион ќе можат до крајот на овој месец да се пријават за започнатата постапка за консолидација на земјоделското земјиште, што е дел од проектот Мајнланд, а во кој беа вклучени и земјоделски производители од Спанчево и Соколарци. Во официјалното известување до земјоделците стои дека проектот, што е финансиран од Европската Унија, ги поканува сите групи собственици на земјоделско земјиште да учествуваат на јавниот повик за изразување и интерес за учество во консолидација на земјоделското земјиште. Право на учество имаат групите собственици на земјиште кое се наоѓа на иста територија, во едно или повеќе села, или во дел од село, односно микролокација, кои се дел од една поголема или неколку соседни катастарски општини. Рокот за доставување на изјавите за интерес е до 1 јули годинава до 16 часот. Упатството и образците за изразување интерес можат да се подигнат од проектната канцеларија што се наоѓа во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје, во секторот за консолидација на земјоделското земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели при Министерството, како и во подрачните единици на ресорното Министерство за земјоделство и во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. За реализација на планот за окрупнување на земјоделското земјиште во нашата држава беа обезбедени 2.600.000 евра, што ги даде Европската Унија. Активностите за консолидација на земјиштето ги спроведува Светската организација за храна ФАО во партнерство со Македонското Министерство за земјоделство. За време на летните месеци ќе работат сите објекти на детската градинка Павлина Велјанова. Нема да има прекин во згрижувањето и воспитувањето на децата кои посетуваат градинка. Единствено што нема да работи е објектот во Оризари, информираат од детската установа.
Градинката во Кочани Павлина Велјанова за време на летните месеци нема да прави некоја посебна прераспределба на работата на објектите, каде што згрижува и воспитува деца. Имено, сите 4 објекти на установата ќе работат како и досега и сите дечиња кои посетуваат градинка може да си доаѓаат за време на целиот летен период. Единствено пауза од 2 месеци ќе биде направена во објектот во Оризари, информираат од детската установа. Со започнување на летото и со започнување на користење на годишните одмори, сакаме да ги информираме граѓаните, родителите на децата кои престојуваат во нашите 5 објекти во градинката Павлина Велјанова Кочани, дека и во текот на летниот период ќе работат сите објекти на Павлина Велјанова Кочани. Значи, објект Бамби, објект Сончогледи, објект Светови и објект Звездички ќе работат со редовното работно време од 5 часот и 45 минути до 17 часот попладне. Воспитно-негователскиот кадар е таму, кој ќе се грижи за нашите дечиња. Технички персонал, готварски кадар, значи сето тој ќе биде во служба на дечињата и ќе биде навремено згрижени и ќе се одвива непречено воспитно-негователската работа. Објектот во Оризари, објект кој Кичиња, од 1 јули ќе биде затворен и децата ќе бидат згрижени во објект Звездички кај Руе. Со работа ќе продолжи од 1 септември, така да дечињата и дел од вработените ќе бидат во објект Руен. Што се однесува за актуелните вакцинирања на децата пак, Миткова додава дека сите дечиња кои посетуваат градинка во сите 5 објекти се уредно вакцинирани и имаат донесено картонче за примени вакцини, дополнително со нагласување на примена МРП вакцина против морбили. Инаку Миткова дополни дека според планот во сите објекти на детската градинка направена е потребната дезинфекција, дезинсекција и дератизација на јавната општинска установа, со цел на дечињата и воспитниот кадар да им бидат обезбедени одлични услови за работа и престој во градинката. Во средината на идната недела на дел од територијата на општина Кочани ќе се реализира прскање од земја во рамки на втората фаза од третманот против комарците. Прскањето ќе се реализира на подрачјето на градот и во селските населби во рамничарскиот дел од општината. На 26 и 27 јуни на територијата на општина Кочани ќе се спроведе второто превентивно ларвицидно прскање од земја за заштита од комарците. И со оваа, како и со претходната дезинсекција што беше спроведена во мај, ќе бидат опфатени околу 300 хектари во градското подрачје на Кочани, како и во селата Тракање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Градовци, Прибачево и Оризари. За третманот вообичаено ќе се користи ларвицидното средство метопрен, како и препаратот аквакотрин, кој има и активна субстанција далтеметрин. Тие се широкопојасни инсектициди за третирање против комарци, а се одобрени од Бирото за лекови. Од општина Кочани ги известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели дека е потребно да преземат неопходни заштитни мерки додека трае прскањето и веднаш по третманот. Дезинсекцијата против комарците од земја ќе ја врши екипа од Центарот за јавно здравје Кочани, а во рамки на втората фаза ќе следи и авионско прскање, со која што ќе биде опфатена површина од над 3500 хектари. Годинава дезинсекцијата на подрачјето на општина Кочани се спроведува во 2 етапи со одделни третмани од земја и од воздух. За комплетната акција годинава планирани се над 1,5 милион денари. Со повеќе од 80.000 книги во моментов располага библиотеката Искра од Кочани, бројка која што ја задоволува читателската публика во регионот кој што го покрива. Од установата велат дека во текот на летниот период се зголемува интересот од страна на младите за читање, а најбарани се странските автори. Кочанската библиотека Искра во моментов располага со вкупен фонд на повеќе од 80.000 книги. Од нив 50.000 се на фондот за возрастни, а останатите 30.000 се во фондот за деца. Вработените во установата се задоволни од бројката на членови која што се движи околу 1700 со тенденција на зголемување во летниот период, кога и се зголемува заинтересираноста за читање. Во почетокот на летниот период бројот на
запишани членови кај нас рапидно се зголемува. Тоа е како резултат на секоја година со завршетокот на учебната година веќе учениците почнуваат да се посветуваат, да се враќаат пак, така да кажеме, во библиотеката. Значи имаме рапидно зголемување овој месец на зачленување. Се надејаме дека тој тренд ќе продолжи во текот на целото лето, како и некаде до средината на есента. Така да во овој момент имаме некаде околу 1600-1650 членови со тенденција тој број да го зголемиме до крајот на годината некаде до 1900 членови, што е, мислам, голем успех, а и е во рамките на нашите програмски планирани активности за зголемување на бројот на членството. Од книгите моментално кои најмногу се читаат, тоа се хитовите книги на Лусинда Рајли, Седумте сестри, Санда Браун, Ден Браун, старите, мислам, хитови, старите бестселери на Коелјо. Така да, еве да кажеме, интересно е дека во текот на месец мај ние ги набавивме сите наслови што се популарни, што се кај нас преведени и издадени од нашите македонски издавачи. Исто така бележи тренд на нагорна линија читањето и на детската литература. Можеме да кажеме дека во овој момент сме доста снабдени, ги следиме сите, мислам, издавачки продукции на нашите македонски издавачи. Библиотеката Искра, збогатувањето на книжниот фонд го прави континуирано со набавка на интересни и нови наслови на домашни и странски автори, кои најчесто се барани. Во месец мај го посетивме меѓународниот сајам на книга во Скопје, каде што ги разгледавме штандовите, видовме се што е популарно, ново и интересно, и голем дел од сите тие изданија веќе се нарачани од нашата библиотека. Некои се веќе ставени на полици и се на користење на читателите, а од останатите изданија се во тек со нарачките. Интересен автор е Хана Филдинг, која досега имавме во неколку наслови. Е сега новото издание, нов наслов на романтичен роман, како што беа и претходните, е Наследство. Тука е и Тереза Ревај со незиниот нов роман Животот е краток како сон. Тоа е роман со историска тематика. Особено баран од нашите читатели е и Стив Бери, чии што романи се исполнети со мистерија и историски мотиви. Најновиот и баран, уште пред да го нарачаме роман, е романот Изгубениот ред. Доста интересни наслови сега ќе бидат. До сега го немавме авторот Горднер, сега ги имаме насловите од Горднер, тоа се исповедите на Катерина Медичи и Царицата Романова. Исто така, тоа се романи со историска тематика. Доста барани се и романите со психолошка содржина. Оние со упатство за подобар живот и подобро здравје, додава Анастасова. Од домашните автори најбарани се Катерина Серафимовска со Блесок на пролета, Ксенија Николова, Јован Илиевски и други. Меѓу децата најбарани се детските класици Морски самовили, Приказната на доктор Дулита и слично. За крај Анастасова апелираше по заимените книги од страна на членовите да се враќаат навреме, да не се задржуваат со денови и недели, со цел поголем број луѓе да ги најдат делата кои ги бараат. Инаку сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да пребаруваат наслови дали ги има или не во Кочанската библиотека, тоа може да го сторат на електронскиот систем за пребарување КОБИС, истакнуваат од установата. В сабота 22 јуни со почеток во 20 часот во салата на Центарот за култура Бели Мугри во Окочани ќе биде прикажана премиерата на филмот Господ постои, името и е Петрунија. Билетите кои изнесуваат 100 денари се веќе во продажба, информираат од установата.
Македонскиот филм "Господ постои, името и е Петрунија" на режисерката Теона Стругар-Митевска по успехот на Берлинскиот филмски фестивал и освоените две награди, престижната награда на екуменското жири и наградата на германската фела на независни киноприкажувачи, ќе има премиерата и во Кочани. Ќе биде прикажан в сабота на 22 јуни во Центарот за култура Бели Мугри со почеток во 20 часот. Филмот е прикажан во Франција преку тамошниот дистрибутер Пирамид, во Швајцарија раководена од една од најголемите дистрибутерски куќи Тригон Филм, како и во Австрија. На 1 април филмот беше прикажан во Јужна Франција на филмскиот фестивал Далес. Потоа продолжи на филмскиот фестивал Кросинг Европе во Линц. На првото издание на овој фестивал Теона Стругар-Митевска ја освои главната награда со својот првенец Како убив светец и сега се враќа како почесен гостин. По успехот и прекрасната реакција на публиката и високите рангирања кај германската и интернационалната филмска критика на Берлинскиот филмски фестивал не стивнуваат позитивните впечатоци и интересот и секојдневно од целиот свет пристигнуваат поканите за Господ постои, името и е Петрунија, информираат сестри и брат Митевски продукција. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.